Драги сограѓани, почитувана јавност, ви информираме за теренските недоследности кои ги имаат забележено нашите овластени представници. Но пред се сакаме да забележиме дека синоќа во Прилеп беше физички нападната новинарска екипа која известувала за доследноста на партиите кон предизборниот молк. Ние се сомневаме дека се работи за лица кои се блиску до власта. Неправилностите кои ги имаме забележено се следните. На избирачкото место 2604 во населбата Вталиџе, општина Карпош, на една адреса каде што живеат тројца избирачи, дополнително се водат уште тројца на кои им било дозволено да гласаат. На избирачкото место 0345 во Гевгелија, во 11 часот при примопредавање на смената, новодојдениот член на избирачкиот одбор констатирал дека кај членот кој дотогаш бил задолжен за давање на ливчиња за советнички листи на избирачите, има едно извиткано и изгужвано ливче. Ова го забележал и председателот на избирачкиот одбор, кој се уште во тој момент не го искористил своето избирачко право. Па така со уште едно избирачко ливче за градоначалник го искористил извитканото ливче за советничка листа. Сепак, новојдојдениот член накнадно констатирал дека во купчето за гласачки ливчиња за советнички листи има 98 ливчиња, додека за градоначалници имало 99. Председателот на избирачкиот одбор го пријавил случајот на надлежните органи. На избирачкото место 0358 во Гевгелија, на наш овластен представник отпрво не му е дозволено да гласа, бидејќи не можел да му се отчита отисокот од прст како ни личната карта. Дури по 1 час му е дозволено да гласа по стариот метод, кој ова избирачко место го овозможува на гласачите дури од 9:30 сабајле, 2 часа по отварањето на избирачкото место. Во Охрид, на 50 на метри од избирачкото место 1283 и 1283/1 е поставено знаме на СДСМ, за што е известен председателот на Општинскиот изборен комитет. На избирачкото место 2782 населба Драче во општина Кисела Вода, спречен е така наречениот принцип на избор на измама бугарски воз од страна на наш овластен представник, каде што гласач подигнал 4 ливчиња, а во кутијата ставил 3. Гласањето било прекинато во 12:30 часот и до 15 часот не било продолжено. Во Кичево на избирачкото место 0738 недостасуваат гласачи на избирачкиот список. Во Куманово на избирачкото место 1055/1 гласач пристигнал, но бил вратен затоа што на негово место веќе некој оставил отисок од прст како подпис на избирачкиот список. Во Кавадарци отворени се штабовите на СДСМ и на ВМРО-ДПМН. Во делот Битолско има масовно потврлување на принципот на отисок од прст како гласачка идентификација, а членови во избирачкиот одбор ги враќаат гласачите и не им дозволуваат да гласаат по стариот принцип со спреј и UV лампа, иако ги има на избирачкиот список. Понатаму во скопските општини Центар, Карпош, Ѓорче Петров и Чаир постои застој во гласањето поради принципот на идентификација на гласачите со отисок од прст и се чека и по половина час за да се гласа. Сепак и покрај првичната намалена излезност до 13 часот, покрај сите компликации со новиот модел на идентификација на гласачи, до 15 часот бележиме раст во однос на претходните парламентарни избори, каде излезноста до 15 часот изнесува 31,7%, а сега 32,2%. Ово укажува на охрабреноста на гласачкото тело. Затоа што секогаш зголемувањето на излезноста значи негативно одразување кон резултатите на владеачката партија. Затоа ги повикуваме граѓаните да бидат упорни во остварување на своето избирачко право и да не подлегнуваат на било какви притисоци кои би ги обесхрабриле. Понатаму ќе известуваме јавноста благовремено и ќе ви известуваме и вас. Благодарам. Перфекто.